Јас би изслушал и цела песна и до крај. Уште 2-3 пати би го погледнал настапот, навистина имаше нешто мокно што само енергетски може да се опише и навистина кога ќе видите дека на јуниорскиот Евросонг некој ваква емоција може да донесе на сцена, навистина нема што друго да се додаде. Нашата делегација се врати во понеделникот и нормално каде ако не прво дома, кога сите пишуваат и коментираат за успехот кој што го постигнаа, мора секако прво во утринската да ги испрашаме како си поминаа, по потоа да ги ослободиме и за други интервјуа. Чест ми е што утрово до мене ги имам овие три прекрасни дами. Добро утро за Дијана Гогова, одговорен уредник на МРТ5, шеф на јуниорската евровизиска делегација. Добро утро. Добро утро за нашата звезда Нела Манчевска. Добро утро. И добро утро за нашата гостника која што мислам дека прв пат ни е во студио тука Утринска, на Утринска. Љупка Јакимовска, режисер на сценскиот настап. Ова не е прва соработка секако со евровизиската делегација. Како сте? Прекрасно. Одлично. Еве Нела нека каже како си Нела после се што помине изминативе месеци, организации, подготовки. МТВ ти беше втор дом. Повеќе време беше тука, така, отколку дома. Како се чувствуваш? Уште не можам да поверувам дека ова заврши. Многу беше убаво, супер се поминав тамо, дружбите преубави и многу сакам да се врати. Сите сакаме. Ама чекај, па ние имаме значи и јуниорски Евросонг, имаме и официјална Евровизија, сега неколку години сме на пауза, но се подготвуваме да се вратиме јако, па кога ќе бидеш голема, кога ќе пораснеш, ќе се снимаме и таму ќе се сработуваме. Одиме поред. Дијана, какви се првичните впечатоци по завршувањето на детската Евровизија? И ајде вака ќе го формулирам прашањето. Дали резултатот ги исполни очекувањата на целиот тим? Вие сте една голема делегација со поддршка од менаџментот на јавниот сервис. Така. Сигурно нели очекувања, анализи. Што можеме сега да кажеме? Пред се да кажам, благодарам за поканата. Ова утро да бидеме први гости тука во македонската телевизија. Пресрекни сме, горди сме многу на резултатот кој што го постигнавме. Искрена ќе бидам, ќе кажам дека очекувавме многу повеќе, меѓутоа некои нешта се такви какви што се, за кои што нема потреба да ги коментираме утрово, меѓутоа високото 7-мо место, 5-то место од топ 5 од интернационалното жури за Нела Манчевска само потврдува колку многу сме работеле, колку многу квалитет има целиот овој проект и со колку многу љубов е создадено се. Да не заборавам да ги поздравиме и Лазар Цветковски кој што направи песната, Магдалина Цветковска која што го создаде прекрасниот текст. Тие сме и ние, тоа е тимот кој што буквално го донесе чудото на евровизиската сцена за Македонија. 5-то место од жири, финално 7-мо место, добивме и 2 12-ки од Црнагора и од Италија. Сериозен успех постигнавме на детската Евровизија. Тоа не е само нели мој личен впечаток, тоа го кажуваат и новинари, луѓе кои што ја следат Евровизијата, кои што пишуваат текстови, кои што пишуваат анализи. Што мислите дека најмногу го привлече? Еве сега прашање ќе го поставам и до сите. Нели може и да се надополнувате? Ваш став, што мислите дека најмногу го привлече вниманието на жирито, бидејќи тешко е да се привлече вниманието на жирито. А богами не бевме и слаби со бројот на гласови од публика, бидејќи многу земји кои што имаат повеќе жители од Македонија, имаат дури и помалку од нашите бодови од публиката. Што мислите? Моje мислење прво имаме девојче кој што навистина има прекрасен глас, кој што изгледаше и изгледа фантастично, кој што мислам дека звездата и свети на челото и допрва дека слушаме за неа. Така. Така да мислам дека првичното е тоа. Нормално дека креативноста на Лазар Цветковски доаѓа до експанзија која се работи за Miracle. Навистина направи една посебна песна која што мислам дека долго ќе се врти, а воедно ми даде инспирација за да визуелно го придонесам проектот. Да, ќе се надополнам јас сето она кое што Љупка го имаше како замисла за стејџингот, за сцената, за целата она галаксија од емоции кои што ја видовте на настапот. Идејата е токму на Љупка Јакимовска, работевме заедно со тимот на ЕБУ и успеа да создадат нешто на кое што сме особено горди. Колку беше долг и интензивен процесот на подготовки? Од изборот на песна до финалниот настап на сцената. Ако
Нела помина МТВ и стана втор дом, на Дијана опера и стана втор дом. Така некако. Да, тука сме некако и на Нела и операта и стана дом. И на Нела исто трет дом. Веќе многу домови најдовме на Нела изминатиот период, но шегата да ја тргнам на страна, навистина се почувствува тоа што го сработивте, навистина се внесовте во целиот процес. Колку е тоа интензивен, колку е долг, што се случува, да објасниме на гледачите по-пластично во сите тие месеци пред да се оди таму. Како се подготвуваш? Скоро секој ден одев на проби после училиште. Не ми беше многу тешко. Тешко ми беше да постигнам со школа. На пробите ми беше многу убаво. Едва чекав да дојдам на проба. И многу ми е жал што нема више со Miracle да имаме проба. Имаше некоја солза таму кога заврши се? Да. Така. И некоја, малку повеќе. Дијана, Љупка, околу самиот интензитет на процесот, што се случува пред Евровизија, пред да заминете? Многу се случува, тука се подготовките, веќе знаеме, ајде само накратко ќе кажам, Нела е избрана по пат на аудиција, жирија одбра Нела да биде наша представничка, веднаш потоа се бира авторот, песната и почнуваме со подготовката за на сцена, тоа Љупка го работи многу поубаво, ќе ви го објасни. Да, тоа ми е и следното прашање. Како се гради таа визуелна приказна што ќе биде разбирлива и впечатлива за цела Европа, бидејќи сценската приказна навистина треба да опфати повеќе култури, многу нации, многу традиции. Да допре до сите, да го привлече вниманието. Значи ние многу размислувавме со годините веќе како што кажа, веќе повеќе години сум дел од делегацијата на Македонската радио телевизија, затоа ми е особена чест да бидам дел од неа. Морам да кажам дека првично за да се создаде такво нешто треба да имаш песната. Без песна и без дете не правиме ништо. Значи без дете и без песна. Песната ја дава првичната идеја, подоцна таа идеја се разработува, размислуваме заеднички како тоа би било визуелно прифатено и во публика, кога си на живиот настан, и како тоа може да се донесе да биде повпечатливо во камерите за нашите гледачи, за да сето тоа биде придонесено во една да ја пренесеме магијата на песната. Да, затоа што извини Љупка, морам да се дополнам. Едно е сценскиот настап и оно кој што се гледа во сала, меѓутоа е нешто сосема поинаку оно што гледачите го гледат на своите телевизиски екрани. Подеднаква треба да биде магијата и за таму, и за таму. И да, не е воопшто лесно да се направи сето тоа. Прашање до двете ете колку е тешко да се најде баланс помеѓу детето изведувач и високите евровизиски стандарди. Бидејќи кога зборувам за евровизиски стандарди, мислам на тоа што се таму се бара, сепак се работи за млади и деца. И тука треба тој процес цел да се изменаџира. Се бара многу, меѓутоа морам една работа да кажам дека децата се буквално сите деца кои што биле учесници, се учесници, сите кои што се вклучени во овој проект се максимално заштитени од првиот момент. Ние ги држиме на страна од сите можеби пропратни нервози кои што ги има кога работиш, нормално е да има нервози. И ме дадена можноста да го покажат она кој што најмногу го знаат. И затоа е тимот тука, затоа сум ја, Љупка, Лазе, Магдалена, сите, целиот тим е тука за да помогнат на детето, без страв, без трема, да искочи на една таква сцена. Голеснат патот. Но што да голеснат патот ми ја донесовте тажна, Нела. Јас не можам да те гледам колку се не е тажна, Ване, она убаво тажна, убаво тажна. Сега ќе ти кажам, тажна затоа што сака да е уште таму. Па тоа, на тоа мислев, види, на пример кога доаѓавте пред Евровизија така, сега секако тажна, мислам дека ти недостасува сето тоа што се случуваше таму и чисто сакав овој коментар да го надоврзам со одговорот на Дијана дека е одлична атмосферата таму, возрастните си ја бркаат својата работа, на малите звезди им е дадено да си го работат тоа што најдобро го знаат и умеат. Што беше, како го доживеа настапот на големата сцена? Што ти беше највозбудливо, што ти беше и најпредизвикувачко кога застана на сцената, кога почнаа пробите? Мене на пробите, ја едве чекав у сала да влезам. Добро. Многу ми беше убаво. Исто така со позади сцената, дружбата со децата, сите се поддржувавме. Кога заврши се, сите се гушкавме, се викавме браво, многу добар беше. И навистина многу ми фали тоа.
и ништо не ми беше као предизвик, но на првата проба не се слушав нешто убаво и ми беше тоа малце, касно се слушав Добро. и само тоа. Добро, затоа се пробите да се не ви средува звукот. Па едно од најпробуваните нешта ми се чини. Евровизијата имаме многу проби, значи освен што има тука проби што се подготвуваме и таму. Тоа е процес кој што трае цела недела. Нела сака да влезе во сала да пробува. Ја и Лјупка сме таму во сала исто да работиме. Колку е важна, девојки, тимската работа во еден ваков проект и што научивте сите заедно од ова искуство? Многу е важен тим. Без тимот ништо не прави. Значи, важно е дека сите веруваме во една идеја. Тоа е исто многу важно, дека сите се убедивме дека навистина имаме продукт кој што ќе биде врвен и благодарение на Нела тоа го докажавме. Повторно ќе кажам, ние работиме за децата, за тие да се чувствуваат колку што е можно попрофесионално, затоа што тоа што таму ќе го доживеат и ќе го видат, за жал во нашата земја е многу тешко да се достигне. Мислам, се надевам дека еден ден ќе имаме шанса да ја донесеме Евровизија овдека за да се види за каков настан станува збор, заради тоа што тоа организација од едни енормни размери. Епски размери, Да. голема организација. Да. И мислам дека добро се справуваме со тоа. Учиме, секојдневно се трудиме да се подобриме за наредната година и да ги си најдеме маните. И мислам дека оваа година сите заедно верувавме во проектот и тоа беше една од клучните работи што го донесе во успех. Апсолутно, тимската работа е секој член на тимот, секој делегат, сите од делегацијата толку многу верувавме. Верувајте, толку многу љубов дадовме во овој проект, во ова наше чудо и мислам дека тоа конечно го виде публиката. Дефинитивно голема организација, но затоа тука се овие евровизиски делегации кои што во земјите потоа го враќаат искуството, го носат искуството назад, за да што му учествуваме, капацитети имаме, ќе дојде година кога ќе го организираме и ние тоа па ќе покажеме како вие како делегација сте ни го донели искуството тука дома кај нас, па можеби ќе дојде момент Нела некогаш и повозрасна кога ќе отвори таа Евровизија, како некогаш на учесничка на пример дома. Фантастично. Мораме да си се надеваме, мораме да си посакуваме за да всушност еден ден се оствари тоа, па и затоа учествуваме на крајот на краиштата. Секако важна поддршка како тим ја добивте и од Македонската радио телевизија, од менаџментот, носител како носител на целиот проект. Апсолутно е носител на проектот, токму Македонската телевизија им ја дава шансата на овие млади талентирани деца да можат да го покажат својот талент не само пред домашната, европската, туку и светската сцена. Со самото тоа што ги отвара вратите прави многу. Секоја година имаме се поголем интерес. Веќе знам дека од наредната година ќе имаме уште поголем интерес за аудицијата, да, и многу повеќе ќе се пријават и сакам да ги поттикнам младите талентирани деца да се пријават затоа што верувате ова е искуство кое што на ниту едно друго место нема да може да го доживеат. Дијана, колку сето ова е притисок за делегацијата од позитивен од аспект на тоа дека навистина секоја година европската публика има очекувања од Македонија, бидејќи навистина сме, сега да не испадне сами дека се фалиме, меѓутоа такво е чувството и такво е доживувањето. Секоја година сме уникатни. И со представниците, и со песните, и со настапите сценски, со целосната визуализација, со целосниот проект. Тоа се случува и за другава Евровизија, морам да признам. Значи, тоа е генералниот впечаток на европската публика, секогаш како со нетрпение да ја чека промоцијата на македонската песна. Колку тоа ви е притисок? Притисок не е предизвик, ми се чини повеќе. Сега ќе имаме уште поголем предизвик за наредната година, тоа 7-о место да стане 6-то, 5-то, 4-то, 3-то, 2-ро, па зошто да не и прва. Точно, факт е дека да, со нетрпение ги очекуваат нашите песни, нашите учесници, затоа што секогаш носиме нешто поинако. Каква порака испраќа овој резултат за еднината на македонското учество на детската Евровизија и за младите таленти кај нас? Позитивно. Може со еден збор? Може. Тоа е најубавиот одговор. Посебно кога ви се ситни времето за одјава. Уште колку имаме уште малку, да. Уште време. По овој успех, ајде што следува понатаму, Нела, прво те прашувам тебе.
кога се врати дома во Македонија? Беше во училиште? Да, За сега и Виде каква пречека. 2 Сакам милиона да ми прегледи каже. има на TikTok. Да сакам знаеш. да ми кажеш. Да. многу беше убав пречекот. Навистина не го очекував тоа од моето училиште, но ме изненадија многу. Добро. Многу ме поддржаа сите наставници и сите ученици. Стварно ми беше многу убаво ми беше што така ме пречека. Сигурно ја добиваше поддршката и за време на додека беше таму, добиваше пореки. Љупка, исто, нели, како дел од делегацијата, сигурно притисокот го чувствуваше ти, сега каква песна следна година, па што ќе правиме, Ние па ова секоја година го имаме годинава. тој разговор, сега дали ќе најдеме дете, затоа што верувајте, на Македонија навистина има многу мали и талентирани деца и навистина би сакала да ги охрабрам сите кои што би сакале да бидат дел од Евросонгот, да се пријават и да бидат дел од тоа, затоа што е едно посебно искуство, притисокот е присутен и секогаш е присутен у позитивна конотација за да си ги најдеме нашите работи, да поработиме, да најдеме нов модел, патерн како да продолжиме понатака. Што е предизвик секако и за нас како возраст. Дијана? Ние мислам дека станавме свесни што направивме откако се вративме. Да. Откако дојдовме дома, додека бевме таму, прво да не заборавам да кажам дека бевме одлично пречекани од грузискиот јавен сервис и од ЕБУ. Има фантастична организација. Годинава прекрасно отварање, видовте и самите на директниот пренос, се помина во најдобар ред. И некако кога слетавме утре дента, дури ми се чини кога почнаа сите оние честитки и пораки, свативме, ние се освестивме што всушност Јас имав гости направивме. од друга држава дента дома, го прекинавме ручекот да пуштиме Евровизија и посебно нели попуштивме звук кога беше настапот на Нела. Нивната земја не учествува, не следат многу музики и слично, како ти изгледа праша, ова е јуниорска Евровизија? Да, толку е добра. Не, Ман, сериозно, толку е. тоа кажува се. И јас само ги враќав и минатогодишните настапи исто така на кои што сме ги имали минатата година и предминатата на нашите млади учесници. Апропо моабетот на Љупка, навистина имаме квалитетни млади деца кои што растураат, не пеат, растураат од пеење. Имаме и И верувам, добро е што овој проект има поддршка и ветер во грб. апсолутно верувам дека ова само уште повеќе ќе ги поттикне младите да се пријавуваат и да сакаат да бидат дел од овој. И јас сакам да бидам дел од евровизиска делегација кога се подготвувате следна година аудиции да го гледам процесот. Ќе те земеме. Сигурно Ќе вие, кога размислиме. гледам колку сте среќни, убаво вие сигурно во целиот тој процес на подготовка. Јас ве честитам уште еднаш за успехот. Честитам на Македонската радио телевизија како носител на овој проект што навистина годинава заслужено го донесе овој резултат од Грузија. Апсолутно ти благодарам на поканата, благодарам на целата екипа која што утрово е во студио и сите оние во режија. Одамна не сум ги видела, одамна не сум се симнала во студио и благодарам на целата македонска јавност, на медиумите, на сите оние кои што не поддржаа оваа година на нашиот пат до чудото. Така. Благодарам многу уште еднаш за гостувањето. Сигурно и нашите гледачи уживаа со Дијана, ликот кој што години и години наназад ги будеше во Знаев дека тоа ќе овој го термини, дефинитивно те поврзуваат со утринската програма, бегање нема. Точно затоа кажав ја и на почетокот дека сум си дома да не треба да ти најавам нешто. Па можеш време плов. Време плов? Да. Добро, ајде на која камера ќе бидам? Па еве нека биде на Кој е во таа режија, камера Иво? таму. Иво ни е во режија. На сам крај сме, така, пред крај сме. Пред крај сме, на кранот. Аха, на На кранот, кранот. сакаш? Ајде на кранот да Така, на најавиме, кранот, ајде. да. Може. Пред самиот крај од ова денешно издание на утринската програма, минути резервирани за сите оние личности и настани кои го одбележале денешниот ден из историјата.